Нашиот селектор Александар Јончевски беше оптимист пред квалификациите за следниот континентален собир. Од нашата група само една репрезентација нема да оди на Европското првенство. Стартуваме со Полска и со Естонија, па во линк со Анита Никушева Јованчев ќе слушнеме што има да ни каже предводникот на нашите кошаркари. Ги повикуваме ова утро, ете Ани. Во секој момент го очекуваме и Јончевски. Ани, добро утро. Бранко, добро утро, поздрав до тебе и до нашите гледачи. Да, даде убава најава. Зборуваме на тема спорт, можеби нашата омилена тема, а тоа е кошарката. Утрово разговарам со селекторот Александар Јончевски. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, добро. Одлично. Благодарам. Утре вечер сме домаќини на Естонија, важат за фаворити, меѓутоа кои се вашите очекувања? Очекувањата се една добра игра. Се надевам дека ќе се наполни салата пред се, играчите ќе бидат мотивирани. Се работи за еден исклучително важен надпревар кој може да не однесе понатаму на Европско првенство 2025. Така сите ја знаат сериозноста на овој надпревар и се надевам на професионален пристап од секој кошаркар, од стручниот штаб и се надеваме на позитивен исход. Какви се амбициите за овие квалификации? Имаме ли шанси да ја поминеме нашата група? Па, се разбира дека, како што споменавте, дека се фаворити естонците, понатаму Литванија не пропуштила Европско првенство со децени, а Полска исто како дел од групата е домаќин. Шансите ќе ги бараме против Естонија. Не велам дека се најслаби од овие три репрезентации. Естонија е репрезентација во подем, каде што има скоро 10 интернационалци во големите лиги. Така, иако важат за фаворити, ние имаме своји адути, па се надевам на позитивно. Дамјан Стојановски најави повлекување после овие натривари кои што следуваат. Има ли шанси да го вратиме повторно назад? Па Дамјан Стојановски не настапуваше на предквалификациите, имаше 6 надпревари каде што он неофицијално, меѓутоа во разговор со него мислеше дека е веќе навистина доста, дека дал се за репрезентативниот дрес, меѓутоа и како ни беше потребна негова помош, па прифати да даде се што може за да барем на овие два надпревари во овој циклус да биде дел од тимот. Да, заедно со неговиот брат се носители во националниот тим, меѓутоа и на клупско ниво. Точно така, Војдан е капитен на овој тим, он е веќе 15 години дел од националниот тим на Македонија, меѓутоа со него имаме некоја незгодна мала ситна повреда која можно е да го оддалечи од надпреварот во петок. Медицинскиот тим прави се што е можно за да може барем 10 минути да одигра на надпреварот. Што беше пресудно Тиџе Шурц да не биде повикан за предстојните два надпревари со оглед на тоа што нели минатата нела го освои купот во Франција? Па не само што го освои купот во Франција, ја Тиџе Шурц важи за еден од најдобрите плеймейкери во моментот во Европа. Беше прогласен за MVP на Champions League лигата претходната сезона. Нас ни помогна во 4 надпревари од 6 за да добиеме 3 надпревари, беше дел од таа успешна предквалификацијска приказна. Меѓутоа на последниот предолимписки квалификацијски турнир во Естонија, каде што Естонија беше домаќин, ние можевме да видиме што значи Естонија и каков е естонскиот тим. И со оглед на тоа што Младеновски и Симич, како двајца високи играчи, нема да настапат на овој циклус, едниот поради повреда, другиот веќе подолго време и не се надпреварува. Бевме приморани да бараме решение по добрачите, а тоа беше Итан Хап, кој американец кој се надпреварува во шпанското првенство. Како тренер имате богато професионално искуство. Размислувате ли некаде во клубски некој тим да се видиме? Па не, јас паралелно работам и во клубови, без разлика што веќе еве трета година сум дел од националниот тим. Паралелно претходната година бев во Трепча, во меѓувреме на Косово, во меѓувреме Кожув Гебгелија, сега повторно се врати во Косово, така да со тоа што прозорците се еднаш до два пати годишно ни дозволува простор за да селекторите имаат и паралелно ангажман во клубовите. А кај нас дома тука? Па искрено да, еве бев во Гевгелија, претходно бев и во Гостивар.
Нормално скопските екипи се најинтересни МЗТ и работнички. Претходно бев 5 години во МЗТ. Може би работнички некој ден. Благодарам многу на одвоеното време. Се гледаме утре на надпревар. Ви благодарам. Студио?